Шаренило од маски и идеи синоќа продефилираа на големиот маскен бал во хотел Сириус. Мотиви од митологијата до македонскиот фолклор биле основа за фантастичните креации на маските. Нашата маска се вика етнорапсодија и многу години наназад учествуваме на овој наш маскен бал и секоја година изворот на идејата го баравме негде настрана. Но оваа година решивме да влеземе длабоко во нашите корени и еве нешто нашо, ама малку поинаку од тоа што секојдневно го гледаме. Што не мотивира желбата? Еланот, еднаш ако стапнете на маскенбалот, на карневалот, верувајте, враќање назад нема. Едноставно, како нешто да те бутка, да те тера, да продолжиш секоја година со некоја нова идеја, да се реализира, нешто невидено, а веќе, бога ми, дали ќе се најде нешто такво, не верувам, бидејќи секоја година има се поубави маски, меѓутоа еве се надевам дека успеваме да го задржиме интересот кај публиката. Значи, оваа година нашата маска е човек со две лица. Мислам дека е многу актуелна маска за денешницата. Па требаше 2-3 месеци од прилика така активен ангажман. Пријатно се чувствуваме, се надевам ќе се забавуваме. Таа е целта на нашиот 3-месечен ангажман. На маскенбалот се избраа и принцот и принцезата кои вечерва први ќе зачекорат на поворката, победувајќи ги учесниците на карневалот. Дефилето ќе брои околу 2000 карневалџии. Предизвикот е голем да се предводи карневалската поворка. Ние бевме во кралската свита минатата година. Помислевме можеби некој друг ќе сака да го заземе тоа место. Меѓутоа жално беше за оваа маска, сепак да се пробишта наша. Што представува маската за која што вечерно учествувате на маскенбалот, а утре на големиот карневал? Маската е фламингос, тоа се птици, кои што беше специјалната јужните краишта на Европа, Африка и Јужна Азија. И поентата е дека не е се така розова и на запад, како што е прикажано. Дека има и розово и црно. Имам само уште едно прашање. Мислам дека ќе ги интересира и гледачите. Која е магијата секоја година да се мисли маска и да се биде дел од карневалот и овој маска? Струмица е едно од местата во светот кој што има таа привилегија да живее со карневалот. И навистина греот е да се живее во Струмица, да не си дел од оваа прекрасна. Организаторите велат дека очекуваат успешно издание на Струмичкиот карневал. Имаме голем број на гости, околу 50 групи, значи од кои 20 од странство, другите од Македонија, претежно од Струмица. Убавото време очекувам да ни донесе и многу посетители, така да еве ги поканувам сите оние кои што го следат ова да дојдат во Струмица, каде што ќе имаат можност да проследат уште едно извонредно издание на Струмичкиот карневал. Па вака, еве, јас скоро 30 години сум во организација на карневалот, мислам дека веќе го достигнуваме врвот. И повеќе од врвот се стремиме, се надеваме дека сите тие европски квалитети ќе ги задоволиме. Годинава по прв пат се представивме во Германија со една квалитетна маска, добивме признание за најдобра маска. Се надеваме дека Струмичкиот карневал ќе добие поголем квалитет од другите карневали во Европа. Се надеваме дека сите тие посети кои ги правиме на карневалите ќе ги вметнеме во нашиот карневал, ќе направиме едно ново видување, еден нов карневал. Градоначалникот Јаневски смета дека карневалот е заштитен знак и најдобар промотор на градот. Знаете дека еден од брендовите на Струмица би кажал дека е и Струмичкиот карневал, се попознат не само во нашите граници, туку и многу пошироко во Европа, па дури и во светот. Да ги спомнам, еве, да речеме, градацијата на нашиот фестивал во 20-тина најуспешни улични карневали во светот. Навистина е за респект таа работа, меѓу 7-те зимски случувања улични кои што неизоставно треба да се посетат. Мислам дека
се повеќе награди нашите маски и нашите креации земат и на некои меѓународни фестивали, што значи дека нашите сограѓани со сета своја креативност и инвентивност навистина заслужуваат внимание не само тука, туку и пошироко во многу други градови. Вечерва е главното представување на карневалските маски низ Струмичките улици. Парадата почнува од хотел Илинден, низ кружниот тек продолжува низ булеварот Маршал Тито, па низ улицата Ленинова продолжува низ Струмичкото корзо до плоштадот, каде групите се представуваат со своите точки.